Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате вториот дел од книгата Завештание, која во 1905 година на урду јазикот ја напишал Хазрети Мирза Гулам Ахмад алейхи селам. ऐसी चली ताज़ा हवा, ऐसी चली ताज़ा हवा, माहौल है नग़मा सरा, माहौल है नग़मा सरा. Ова е слично со она што се случувало во времето на Хазрети Абу Бекир, разијаллаху анху. Смртта на чесниот пратеник, саллаллаху алейхи веселем, била сметана за прерана и многу неуки бедуини се одметнале. Асхабите на чесниот пратеник, саллаллаху алейхи веселем, биле скршени од болка. Тогаш Аллах го подигнал Хазрети Абу Бекир, разијаллаху анху, и повторно ја покажал својата моќ, и со тоа го спасил исламот од уништување и го исполнил своето ветување, кое вели: ке ја зајакне верата нивна, која тој ја избрал за нив, и стравот нивни он со сигурност нивна ке го замени. Тоа е она што се случувало во времето на Муса алейхи селам. Муса алейхи селам умрел на патот од Египет до Канаан и така не стигнал до своето одредиште ветено за племињата на Израел. Израелците биле погодени од болка. Во Теврат е забележено дека 40 дена ја оплакувале оваа на изглед неправедна смрт и својата неочекувана разделба со Муса. Истото се случило и во времето на Иса алейхи селам. После распнувањето сите негови ученици се разишле и еден од нив дури се одметнал. Затоа, драги пријатели, од секогаш суннетот на семоќниот Бог бил да покаже две манифестации на својата моќ. Тој со тоа ги руши двете лажни радости на противниците. Неможно е тој сега да го промени својот стар суннет. Затоа не жалете за она што ви го зборувам. Не бидете со скршено срце, бидејќи за вас е важно да ја видите втората манифестација на неговата моќ. И оваа втора манифестација ќе биде подобра за вас, бидејќи е трајна и ќе остане непрекината до судниот ден, а не може да се случи додека јас не заминам. Но еднаш кога јас ќе заминам, Бог за вас ќе ја прати втората манифестација на својата моќ, и тоа за секогаш ќе остане со вас. Ова е како што е ветено од Бога и е забележено во Брахеен е Ахмадија, не за мене лично, туку за вас, бидејќи Бог рекол: на твоите следбеници ќе им биде доделена надмоќ над другите до судниот ден. Денот на мојата разделба од вас мора да дојде така што денот на Божјото трајно ветување може да стигне, а нашиот Бог е вистинит во својата реч. Тој е искрен и тој е вистински Господар. Тој ќе ви покаже се што ветил, иако ова се последните денови од овој свет и е одредено да се случат многу големи катастрофи, сепак е неизбежно светот да обстане се додека Божјата одредба не биде исполнета, за која Бог веќе известил. Јас дојдов од Бога како негова манифестација и јас сум олицетворение на неговата манифестација. После мене ќе дојде друга личност, која ќе биде олицетворение на втората манифестација. За оваа втората Божја манифестација молете се заедно и чекајте. Заедниците на богобојазните во секоја земја треба да се соберат заедно и да се предадат на молитвата, така што втората манифестација може да се симне од небесата и да ви покаже колку е моќен вашиот Господар. Сметајте дека вашата смрт се ближи, бидејќи вие не знаете кога ќе дојде тој момент. И нека после мене богобојазните и чисти души на заедницата примаат баијат, заклетва на верност, во мое име.
Вакви личности ќе бидат избрани во согласност со мислењето на верниците, и тоа на начин ако 40 верници се согласат дека одредена личност треба да прими баијат во мое име. И таквата личност треба да биде пример за другите. Бог ме извести дека ќе избере една личност од моето потомство за мојот джемаат. Нему ќе му биде поклонета истакнатост преку Божјата објава и блискост кон Бога, и преку него ќе се шири вистината и многу луѓе ќе ја прифатат. Затоа чекајте ги овие денови и запомнете дека секој поединец може да биде препознаен само во одредено време. Пред тоа време тој може да изгледа како обична личност или врз основа на неразбирањето тој може дури да изгледа како да заслужува приговори, како што навистина и најсовршениот човек во прво време е само семе или грудка крв во мајчината утроба. Божја е волјата сите души со побожна природа кои живеат во разни делови на светот, без оглед на тоа дали припаѓаат на Европа или Азија, да бидат доведени заедно пред бајракот на Тевхид, Божјото единство. Негова е намерата сите негови слуги да бидат обединети во една вера, и поради исполнувањето на таа цел, и јас бев пратен на овој свет. Затоа следете ја таа цел, но секогаш со благост, добро однесување и со молитви. И до ова време кога еден меѓу вас ќе се издигне со Рухул Кудус, Светиот Дух, од Господарот, вие треба да работите заедно после мене. И низ грижата кон другите и чистењето на своите души, вие исто така ќе земете дел од Рухул Кудус, Светиот Дух. Без овој возвишен дух не може да се постигне искрена богобојазност. Себичните желби мора да бидат напуштени, и за да се стекне Аллаховото задоволство, мора да изберете да чекорите по најтесните од сите патишта. Немојте да бидете заведени од овосветските уживања, бидејќи тие го одвлекуваат човекот од Бога. И поради Бог прифатете го горшливиот живот. Болот со кој Аллах е задоволен е далеку подобар од задоволствата кои го лутат. И поразот со кој Аллах е задоволен е далеку подобар од победата која го навлекува Аллаховиот гнев. Напуштете ја љубовта која ве доведува во близина на Аллаховиот гнев. Ако му преидете со чисто срце, тој ќе ви помогне на сите ваши патишта и ниту еден непријател нема да може да ви наштети. Не можете да го стекнете Аллаховото задоволство додека не ги напуштите своите лични радости и задоволства, своите почести, својот имот и самите своји животи. И мора да прифатите живот со такви маки, кои ќе ви прикажуваат знакови на смрт. Но ако можете да ги поднесете овие тешкотии, ќе бидете згрнати во крилото Божие како мило дете и ќе станете наследници на добрите луѓе, кои поминале пред вас. И вратата на секоја благослов ќе биде отворена за вас. Авај, многу мал е бројот на ваквите луѓе. Аллах ме извести дека таква богобојазноста е дрво кое треба да биде засадено во срцето. Водата која ја храни таква богобојазноста, навистина ја храни целата градина на животот. Таква е таков корен што, ако тој е мртов, тогаш се останато е безвредно, но додека тоа живее, се друго живее. Каква е користа од човекот, кој со јазикот тврди дека го бара Бога, а не стои цврсто на тоа? Искрено ви говорам дека уништен е оној чија вера е помешана со суеверието, и дека на џехеннемот многу блиску и е оној чии желби не се поради Бога, некои од неговите намери се поради Бога, додека некои се овоземски. Така, ако вашите намери имаат и трошка суеверност, сите ваши молитви ќе бидат залудни. Ако случајот е ваков, тогаш вие не го следите Бога, туку шејтанот. Не чекајте Бог да ви помогне, ако вашата состојба биде ваква. Напротив, во ваква состојба, вие сте мравки на земјата и за неколку дена ќе бидете уништени, како што мравките биваат уништени. И Бог нема да биде со вас, сушност ќе му биде мило да ве уништи. Но ако вашето его навистина умре, тогаш ќе му се представите на Бога и Бог ќе биде со вас. Домот во кој живеете ќе биде благословен
и Божјата милост ќе се спушти над зидовите на вашето живеалиште. И градот во кој живее таква личност ќе биде благословен. Ако вашиот живот и вашата смрт, секое ваше движење, вашата благост и вашата лутина исклучиво се поради Бога, и ако во маки и патења вие не го испитувате Бога и не го прекинувате својот однос со Него, туку всушност чекорите кон Него, тогаш на вистина ви велам, ќе станете Негов посебен народ. Вие сте луѓето исто како и јас. И мојот Бог, и вашиот Бог е ист, затоа не губете ја својата чиста сила. И ако потполно се свртите кон Бога, јас ќе ви кажам, со Божја волја вие ќе станете Негови одбрани луѓе. Ставете ја Божјата величественост во своето срце. Прогласете го Неговото единство, не само со своите јазици, туку исто така и со своите постапки, така што Тој преку своите дела ќе ја покаже својата милост и благослови. Внимавајте да не бидете злобни и покажете вистинско сочувство кон човештвото. Секогаш прифатете го доброто дело, бидејќи не се знае од кого ќе бидете примени. Радостни вести за вас. Полето за приближување кон Бога лежи празно. Секој народ го сака овој свет и никој не се грижи за она со што Бог ќе биде задоволен. Ова е прилика за оние кои со сета своја сила сакаат да влезат на оваа врата и да ги покажат своите способности и со тоа да добијат посебна награда од Бога. Не помислувајте дека Бог ќе дозволи да отидете во пропаст. Вие сте семе кое од Неговите раце е засадено на земјата и Бог вели дека оваа семе ќе расне и ќе цвета и неговите гранки ќе се развијат во сите насоки и дека ќе се развие во огромно дрво. Затоа благословен е оној кој има вистинска вера во Бога и не се плаши од искушенија и несреќи на тој пат. Затоа што искушенијата и несреќите мора да дојдат за Бог да избере помеѓу оние кои се искрени во својата заклетва, баијат, и оние кои се неискрени. А секој кој падне соочен со искушенијата, ни најмалку не може да му наштети на Бог. Несреќи ќе го прогонуваат по целиот пат до Джехеннемот и за него би било подобро воопшто да не бил роден. Поради оние кои се стрпливи до крај, земјата ќе се тресе од тешкотии и несреќи, другите народи ќе ги смејуваат и ќе им се подсмеваат и светот ќе покаже потполна омраза кон нив. Тие конечно ќе бидат победници и сите врати на Божите благослови ќе бидат отворени за нив. Обраќајќи ми се Бог рече дека на својата заедница треба да и го соопштам следното. Оние кои веруваат со таква верба која не е помешана со овосветски мотиви и која е ослободена од лицемерие или кукавичлук и верба која не покажува никаков степен на непослушност, тие му се најдраги на Бог. И Аллах вели дека нивните чекори се вистинити. О, послушајте, слушајте, што Бог сака од вас. Се што Тој сака е да станете Негови. Не придружувајте му никого, ниту на небото, ниту на земјата. Нашиот Господар е Тој, кој живее сега како што живеел порано. Тој говори сега како што говорел порано, и тој слуша сега како што слушал порано. Глупо е да се сомнева дека тој слуша, но додека во ова време повеќе не зборува. Глупо е да се сомнева дека тој слуша, но дека во ова време повеќе не зборува. Вистина е дека тој слуша и дека тој говори. Денес го завршивме вториот дел од книгата Завештание. Еселаму алейкум.